Добро дојде во студио за моите гости, Сашо Јордановски, новинар, Исмет Рамадани, аналитичар. Родиме со Заев предмалку заврши со пресконференцијата, во која беше тој резолутен, одлучен, одбива. Некои заради тоа што некои слават, некои се разочарани откако заврши вчерашниот ден. Диме Спасов и Чавков се вратија на сцената и заради тоа постои разочарување кај СДСМ, те излегува од собранието, некој па слават и вела дека ова е победа. Една од победите. Како вие го толкувате? Излегувањето на Спасовски, Ременски, ако тоа не беше одлучено, но пак изборите на 5 јуни се одложени, односно поништени. По тоа што некои слават, што некои тагуваат е резултатот на конфузија во која што живееме подолго време. Меѓутоа, јас можам да оценам тоа што денеска го знаеме во моментов кога ова го разговараме. Ние де-факто денеска сме од прилика 10 мај 2015 година. Со таа разлика што постои едно специјално јавно обвинителство кое е комплетно блокирано во работата. Значи сега можеме да разговараме за историјати, за околности, зашто, како, што и така натаму. Со овие едностранни одлуки што денеска ги направија вчера заправо ДУИ и ВМРО, ние сме сега 10 мај 2015 година, практично пред да се почне да се договара било каков пржински договор. И тоа е една стратегија која што е логична од страна на ДУИ и на ВМРО. Мене таа не ме чуди. Тоа покажува дека веќе се трошат последните сили, иако ние сме, јас ги нарекувам трикчиња, ние сме исправени пред разни трикчиња кои не ги приредуваат со месеци па и повеќе од година наназад, но веќе се доведува во прашање целата смисла дали ова може понатаму со преговори да се решава и дали ако не ескалира целата ситуација, не мислам при тоа неопходно во насилство, но во ескалација во смисла на политички потези од меѓународната заедница и од овдешниот граѓански сектор и опозицијата, дали ова воопште може да даде резултат. Јас веќе мислам дека тие маневарски простори се прилично исцрпени. Добро, ако нема преговори, тога што останува? Шарената револуција на улица не покажува радикални чекори мерки за кои денеска дури Зоран Заев ги поздрави, дека не се за насилни протести, насилно уривање на власта. Се со Сашо дека се враќаме во некоја ситуација пред една година, но во исто време како што се одвиваа работите и се одвиваат дигнат, односно расте сега нивото на меѓународниот фактор во однос на медиаторството, односно во олеснување нивното присуство. Но тоа што загрижува, мислам дека од вчера ние веќе не можеме да разговараме само за политичка криза во Република Македонија, затоа што не гледам јас аргументи зошто се осоколени од вчера овие од власта, со тоа што повратија двајца министри пак за внатрешни и за осоколени се со барањето на ДУИ за селективна аболиција. Мислам дека сепак влегува во една ситуација каде што веќе имаме појасна димензија на тоа што значи безбедност во Република Македонија. Што тоа значи? Ние од вчера попладне имаме изјава и од генералниот секретар на НАТО. Да. Ретко може да се случува, ретко се случува генералниот секретар на НАТО експлицитен да биде во тоа што значи да се повлече аболицијата или за работи кои се сепак внатрешни проблеми на една држава ако има институционален капацитет. Но чиме дигнат толку нивото, значи на загриженост, на аларм, тоа значи дека веќе доаѓа таа безбедносна димензија сериозна, што може да произведе нестабилност и во регионот. Ако е така, мислам дека доаѓа фаза кога сите тие што мислат дека на еден начин од вчера се победници во одредена ситуација, мислам дека заглавуваат уште повеќе. Се едни губитници, но на долги стази.
Тоа сакате да кажете? Не мислам дека ќе трае многу ова. Тоа дека се губитници, тоа ќе биде побрзо, затоа што моја проценка е дека за неколку дена ќе заврши тоа што значи молење, сугерирања, соопштенја и така натаму. Доаѓа период кога многу ќе стапи на сила стапот, сакате да кажете, од меѓународната заедница. Добро. Ако продолжуваат и понатаму да бидат толку непослушни во однос на тоа. Посебно, ако случајно се оди на некоја селективна правда или аболиција, како тогаш веќе тие се спротивставуваат и на денешните изјави на Хојти, да речеме, каде што експлицитен и точен е дека не смее да се оди на селективна повлекување или на аболициите и така натаму. Би донела продолжување на кризата. Уште појако, посилно имаме поддршка за специјалното јавно обвинителство. Што тоа значи? Тоа значи дека нема спас од тоа што сите тие што се огрешиле пред законот, кои се инкриминирани, корумпирани, кои направиле дела кои се вон законот, вон уставот и така натаму, може да се пролонгира со вакви трикови, како што рече Сашо. Добро. Меѓутоа, мислам дека и триковите веќе го имат крај. Јас морам да кажам дека делумно не се согласувам со тоа. Јас, например, мислам дека меѓународната заедница нема да може да примени такви резолутни мерки кои што овие ќе ги натераат да се повлечат од власта. Меѓународната заедница ќе оди на еден сет на мерки, веројатно се согласувам дека до таму е стигната работата, кои овие ќе ги прифатат. Тоа ќе значи дека Македонија ќе влезе, значи јас верувам дека ќе има некакви црни листи, ќе има некакви санкции за компании и така натаму. Изолација. Груевски нема проблем со тоа. Они веќе живеат во свет кој е комплетно изолиран. Нивните пари се, барем они така мислат, се релативно безбедни, имаат доволно време, година и пол од кризава да ги разместат и тоа ние го знаеме прилично каде, што и како е, но сега веќе не се ни парите во прашање. Сега веќе им е јасно, бидејќи ги дигна, ги ескалира влоговите, дека сега веќе тие немаат пат да се вратат доколку целата ситуација не излезе од контрола. И мислам дека нервите на играта околу Груевски се посилни отколку нервите на меѓународната заедница. Од една страна. Втора страна, видите, тоа го темелам на нешто друго. Видите, денеска и Заев рече дека тие нема да одат на насилни средства. Значи, фактот што една ваква мафијашка власт не се руши, макар со најава и притисок за можност од насилство, тоа ја прави секоја мафијашка власт комотна. Они немаат никаков проблем да потрошат уште 10 години во преговори. Они едва и чекаат секоја земја членка на Европската унија да спрати специјален преговарач. Значи, таму ќе им спротистават 150 комисии за преговарање. Значи, они не покажуваат никакви знаци околу тоа дека сака да се повлечат. Дозволите. Единствениот начин да ова заврши мирно, кој мислам дека сега полека се истрошува и затоа е оваа промена што настана ноќеска значајна за власта, е начинот да практично падот на Груевски се случи пред се во неговата партија. Да таа партија се освести и да по примерот најпоследен ни е ХДЗ со Санадар и така натаму, да се обиде да се реставрира на начин да во еден момент Груевски може да учествува во таа преструктурирање, тоа мислам дека е сега веќе завршено, бидејќи он ги истроши и тие можности, или да таму се случи еден преврат во кој што ќе дојдат демократски сили за таа партија да излечат од оваа многу црна варијанта кај што покажаме знаци за ниту капацитет. Што значи оваа сега промена на динамиката? До вчера Груевски беше во дефанзива. Од ноќеска тој е во офанзива во сопствената партија. Видите, Груевски не бира меѓу добри и подобри решенија. Он бира меѓу лоши и полоши решенија. Него мојот животно значење да во партијата испостави уверување дека се уште ја владее ситуацијата, бидејќи разбира дека
Ако излезе ситуацијата вон партијата, него тоа му одговара. Него му одговара ескалација со судир. Тоа е ситуација во која што има обновени преговарачки позиции. Ако се ништи аболицијата. Па таа добро. И почнуваат значи обвиненијата. Нема да се ништи аболицијата. Ти гледаш дека нивниот напор е аболицијата да ја релативизираат. Погледај што предлагаат. Значи сакаат аболицијата, знаеш што прават цело време. Пак ќе дојдам на тоа што вие кажавте. СДСМ вели дека инсистира на сега аболиција. повеќе СДСМ не е фактор во работа. Да. Сега работата е издигната помеѓу ВМРО, ДУИ и меѓународната заедница. СДСМ е... Ќе биде елиминирано, сакате да кажете, во преговори? Не говорам со таков речник на елиминација. Јас ви говорам со речника на тој што може да направи притисок. СДСМ повеќе не може да направи притисок врз ДУИ и врз ВМРО. И не е моќен партнер во преговорите? Затоа што се откажува од било каква закана со насилство, што може да се респектира. Да не ме разберете погрешно, дека заговарате насилство. Значи јас не заговарам насилство, јас ви кажувам дека кога како фактор ќе се откажете од тоа, него го третираат сега како еден театарски елемент, како певачко друштво кој ќе фарба и така натаму. Да се вратиме малку на тоа што рековте, што може да се случи во нивната партија и нивните поддржувачи. Предпоставуваме дека доаѓа ситуација санкционирање, црни листи, блокирање на имот, пораки до соседите, изјави слични на Борисов, премиерот, изјава од Еди Рама, од другите, дури од Вучич очекувам. Затоа што сепак комплетна изолација очекува. Комплетна изолација. И во една таква ситуација, тие што се нивни поддржувачи, веројатно ќе го отворат разговорот меѓу себе дека чекај, вождот е сам. Но не е сам. Не. Околу него се луѓето кои се аболицирани во партијата. Тој е сам и околу него. Тоа во партијата. Е, стварно мислите дека доправа треба да го отварат тој разговор? Јас тоа сакам да ви кажам дека... Веројатно... Но никогаш не е доцна за отворање на тој разговор. Толку останува во луѓето да размислат, затоа што тие ќе почнат да размислат за нивните семејства. Не. Видите, тоа така нема да функционира. Знаете што ќе функционира? Не. Видите, ако сега излезе меѓународната заедница и стави 15 врвни функционери на ВМРО, ДПМН и на ДУИ можда на некакви црни листи, ништо тоа нема да предизвика. Ќе предизвика нешто друго. Ја спомнавте Бугарија и Бојко Борисов. Во моментов ВМРО ДПМН, мафијата на ДПМН има бизнис од околу 150 милиони евра во Бугарија. Значи не Борисов да ги изолира, туку Борисов да почне да ги апси нивните луѓе кои се занимаваат со бизнисите во Бугарија. Тоа истото треба да се случи во Србија, во други земји кај што им се бизнисите. Второ, меѓународната заедница треба да почне. Ако сакаме да разговараме за делотворни решенија, треба да почне да се занимава со државни секретари, со советници у министерства. Значи, у еден момент сите што се во Македонија на некој аеродром и по службена должност треба да бидат тргнати на страна од редот. Значи, не Груевски и Мијалков. Груевски и Мијалков нема да го напуштат Скопје, не Македонија. Него ја ви кажувам дека треба колку државни службеници има денеска на оваа мафијашка држава на работа во странство. Тоа се треба да се каже, господине, вие сте А зошто не верувате дека тоа ќе се случи? Јас мислам дека меѓународната заедница нема да оди до тој степен. Зошто нема да? Па затоа што тоа ќе представува една ескалација на целата ситуација во која што они повеќе мислат дека ќе одат на кондиција да го рушат Груевски, отколку на брзи начини за рушење. Сега, јас знам што ќе се случи, меѓународната заедница нема да дозволи да биде изиграна од Груевски. Но сега ќе активира механизми за капацитирање на Македонија да го сруши Груевски. Тоа се вика инаку, како што знаете и двајцата, се вика режим change. Но тоа претпоставува 6 месеци до година дена од сега. Во тоа ќе има многу непријатности, режимот е подготвен за тој суд. Значи, одека сега ќе настанат други капацитирања, опозицијата ќе ја размисли својата позиција дали може без насилство да се руши Груевски. Знаете како е? На крајот на криштата во Белград Милошевиќ падна без насилство, откако се собраа 150.000, 200.000 души со закана за насилство. Да, се запали една канцеларија во собранието, но багерите се донесува до собранието.
Никогаш немаше Милошевиќ, никогаш не, зашто не е Милошевиќ во прашање, видите. Во еден момент белградската полиција процени дека не може да се спротивстави на тој народ и се повлече. Истиот момент сте ги читали мемуарите, знаеме историјата, шефовите на полицијата го побараат Џинџиќ на телефон да се договорат и да кажат готово, ние не го браниме веќе режимот, ве молиме да не правите бели. Значи, додека македонската опозиција, граѓанскиот сектор и меѓународната заедница не покажа дека се спремни со багери, ако треба, да се руши Груевски и Али Ахмети, тие нема да се повлечат. Добро. Тоа е ниту пак во ВМРО, што е една фаза пред тоа што би било најдобро решение, ниту пак во ВМРО ќе се покрене внатрешен процес да му се каже на ова друштво, на ова мафијашка фамилија доста е. Очекувам фаза, односно период кога и Али Ахмети ќе биде во доста тешка ситуација од албанската опозиција, посебно од тоа што од вчера го направи, значи со гласањето. И мислам дека нема да помине така лесно, затоа што веќе сите тие што мислеат дека дали е така, тие со некаква демагогија нивна, марксистичка, ленинистичка, не знам дали ќе им успее да се оддржат и понатаму. Исмет, сите врвни функционери на ДУИ во последните месеци јасно ескалираат у национализмот. Меѓу тие знаат природно политички во тоа што веруваат дека на крајот ќе ги спасува меѓуетнички конфликт. Така што видите, Македонија и по тоа поседна од разноразни други сценарии кои се случувале во други земји. На крај Али Ахмети и Груевски ќе се договорат да направат меѓуетнички конфликт. Дури без разлика дали народот ќе се согласи, дали ќе помине во меѓуне, они ќе го направат. За да ја приплачат меѓународната заедница. Не само тоа, него комплетно да ги замешаат картите. Некои изолирани, да дигнат цената многу. Па сега како да ви кажам, не верувам. Јас мислам дека во тој правец ќе одат они. Тоа е мојата проценка, ја не го заговарам тој правец, нити мислам дека е тоа добро. Но ги гледам што прават. Пазите, на крајот кога ќе биде јазен, ќе влезат и во тоа сценарио. И тогаш ние, сега овие со сите што ме слушаат, што ќе ме нападнат дека се заговара насилство така, тогаш ќе сватиме дека било предоцна, бидејќи багерите требало да се палат пред да дојдеме до таа точка. Се согласувате ли за багерите, за таа комбинација? Како метафора. Како метафора или како било што, заради тоа што шарените револуционери досега дава свече на полицајците. Не, ама и природно е дека ако трае кризата, трае веќе ескалира и бесот, огорченоста кај народот. Јас не знам дека дали багери, али сепак во вакви ситуации треба да се очекува еден револт кој ќе помине на нешто што сите проценки се дека тој револт нема. Јас мислам, како да ви кажам, и власта проценува дека во Македонија таков револт се уште контролира да не може да се конституира. Тој револт го дифузира и меѓународната заедница активно, а и опозицијата активно работи да се смалат можноста за тој револт. И тоа им остава огромен маневарски простор на власта, кој она го користи феноменално во тонењето на државата. Јас се согласувам дека секоја нивна наредна опција е полоша. Меѓутоа сакам да ви кажам дека тоа може да трае. Видите, ова трае од ноември 2014 година. Сега сме мај 2016. И пораките. Сакам да кажам, кризава вака како што е, од тогаш трае. И овие се спремни, видите, они имаат кондиција. Полни се со пари, се вратија комплетно во власта. Видите што е нивниот проблем, ако смеам да... Што е нивниот, би рекол, стратешки проблем со ова што се случи ноќеска, на оваа точка која јас се обидувам да анализирам, не да заговарам. До сега, во последните месеци, откако профункционира Пржинскиот договор да се преговара и така натаму, македонските институции реално остана испразнети од моќ. И сите кои што протестираат, знаат дека протестираат пред кулиси. Ние сите знаеме дека нашиот технички премиер е пребеган пробешти, така тој валда не ни доаѓа тука. Седи, јаде пити. Секојдневно оди. Може да зачисти кабинетот, нешто прашина да усиса и така, нема никаква, сите тоа го знаат. Од ноќеска тие институции се повторно наполнети со моќ. Сега веќе полека
граѓаните, можда веќе и тоа им е јасно, ќе почнат тие згради да ги препознаваат со еден диктаторски режим. И тие згради веќе ќе почнат да стануваат легитимна цел не за фарбање. Они до сега се фарба, бидејќи сите знаеа дека тоа фарбање уствари едно, како да кажем, исмејување на една немочна диктатура која мора да се повлече од правната. Добро, не верувате ли дека говорите за институциите, не верувате дека СДСМ би влегле во една нова техничка влада, што вели денес Хојтли, тој бара инклузивност во владата од страна на опозицијата и граѓанството? Видите, кажем, јас веќе него не слушам Хојтли што говори. Добро. Ништо од тоа што го говореа Хојтли, јас дури мислам дека ова што го прави ВМРО е во согласно со дел од меѓународната заедница. Ја не би се зачудил да делови во Брисел, ја затоа и гледам дека германците се вмешаа на повисоко ниво со доцнење. И прашање дали опште сега можат нешто да направат. Значи, баталјата е меѓународната заедница. Меѓународната заедница точно ќе го ескалира речникот, може дури да превземе и непријатни акции за власт. Нема они да ни го решат проблемот. Додека во Македонија не се конституира доволен внатрешен притисок, кој не мора да биде насилство, има други ненасилни начини, но да биде екзактен притисок, овие луѓе нема ни да помислат да се заминат од власт. Добро. А кои се тие, како рече Заев, има лепеза на мерки, методи кои можат да бидат блокирани институциите на овој или на оној начин? Какви мерки вие препознавате кои ги има опозицијата во раце? Мерките доаѓаат само по себе, зависно од тоа какви мерки ќе превземе меѓународната заедница. Што рековме еднаш, со сите тие санкции, блокирање на нивни сметки, што знам, изолација, тоа значи дека тензијата одвратно расте. И тогаш доаѓа период кога и Заев како лидер на опозицијата не може веќе така лесно да каже дека ние ќе пееме песни ако излегуваме на протест. Ќе ги китиме свечења полицајците. Тогаш веќе мислам дека ќе бидат многу агресивно би настапиле. Агресивни затоа што ти во голема маса, прво бројчано ќе се зголеми масата на луѓе на протестирање. И на тие протести ти не можеш да контролираш можеш собствените членови, али 20-10% кои ќе бидат поекстремно настроени на тие протестирања, како и обично се случува. Тогаш веќе ако тие влегуваат во една ситуација каде што мора да се употреби нешто посилно, тие граѓани кои ќе бидат присутни и партиски, невладини, интелектуалци и се што е опозиционно настроено, тогаш ќе бидат дел од тоа. И мислам дека не е добро што доаѓаме до такви констатации, односно предвидувања, меѓутоа кога овие воопшто не се грижат што доаѓа за Република Македонија, што ќе му се случи на државата, тогаш се налага да се оди во таа насока. Велите дека доцна дојде Хајндел, односно доцни одамна, велите дека не верувате многу во Хојтли. Имате ли објаснување? Заради тоа што сите пораки од меѓународната заедница па до сега беа идентични. Еве инклузивност, всушност тоа беше се и потпишано во упражнението. Стратегијата на меѓународната заедница од почетокот е конфликтот, да се видите до вчерашното соопштение и денешните соопштенија, меѓународната заедница се уште повикува на сите лидери. Тој тип на слепило, тој тип на политичка игноранција, каде што вие не сакате дури ни по име и презиме да го прозовете Груевски. Си заедночуваат лидерите, дека имаат вина. Значи, немојте да ми кажете дека меѓународната заедница не знае што е тоа. Јас ви кажувам дека они се уште тоа го прават, бидејќи не помагаат да излеземе од криза, како што треба. Затоа доцнат во постапките, затоа толерира еден хан да ја замати работата до непрепознатливост. Затоа Хојтли доаѓа да гаси пожари, а не да испорача. Што има он 2 дена да се шета кај сите бе? Што има он да вечера со мене или со вас? Он има една средба во Скопје, точка. Нема ни 20 места кај што треба да иде.
Он има една средба. Се симнува со авион, за саат време обавува таа средба и се враќа Со назад. Груевски. Па се разбира. Да. Какви се тие соопштенија кои повикуваат сите партии, сите граѓански, што се тие глупости? Како ви се мога? Како може да ги натераат после Кумановскиот инцидент за 2 сати да поднесат оставки врвните на Уставниот суд и Какви се тоа разговори ви се молам кога е се овдека разобличено? Какво е тоа шетање? Кој ли спие у Скопје? Што ќе ние да спие у Скопје? Нек се собере, нек се оди. Он има една средба, мислам дека и таа од 60 минути е предолга. Јас гледам да ви кажем на Хајндел средбите, од тоа што го гледам во вестниците, седат од другата страна 10 души. Седи Антонио Милошовски, Никола Тодоровски, Никола Поповски, седи овој, кажете го, Илија Димовски, Протуѓер, сите седат таму. Какви се тоа средби, што е тоа, журка ли е? Он ќе се запознавал со ситуацијата, ви се молам. Што треба да му каже? Па се знае што треба да му каже. Груевски, дури како велите и 60 минути. Тоа што им го кажаа на Мијалков и на Гордана Јанкуловска и на Мила Јанакиевски по Кумановскиот инцидент. Тоа треба да им го каже. Што произведе после 2 сати, како, се извинувам на речникот, како помочани кокошки, да си поднесат оставки. Што треба? Мислам, гледате ли што они ризикуваат со сите нас? Нема што било ставено на маса и за тоа што Мијалков и не ме интересира, за овие имаме информации доволно за како кажам за Ухаг да се судат, а не од друга страна видите се тој тие американци преговараат и со човекојапци во светот. Значи не е тоа нешто дека сега што се они уплашени од Никола Груевски. Значи сакам да ви кажам дека тој тип на меѓународни реакции ја туркаат земјата во овие сценарија за кои со жагање констатираме дека ќе ескалираат. Затоа што нивната решеност, ова игра со Уставен суд, ова игра со председател, ова игра на средби за запознавање, какво е тоа губење, страшно губење време. Он минатата недела беше Хандел да се запознава овдека, денеска вчера му е рокна ова одлука собрание. Да. Па како вие гледате ли дека имате работа со тотално бескрупулозни луѓе? Дека сепак засегнат е интересот на надворешната политика на САД и во Република Македонија. Можеби во еден мал дел, меѓутоа како и да е, имаме ситуација, јас го кажувам тоа многу со еден пример. Имаше 2-3 реакции од руската амбасада во Република Македонија за одредени ситуации. Што улисня на странците, односно на западните. Имаме ли сега реакција после аболицијата на Иванов? Немаме ние никаква реакција, ако се веќе принципиелни. За кого зборите реакција? Чија? Руска? Руска. Па знаете ли во која фаза е руската? Не, па тие, значи, ако не се принципиелни, тие не кажа ни еден збор за аболицијата на Иванов. Па веројатно заради тоа што аплаудирале. Ама Исмет сега сакате да отвариме за принципиелните политики на руската надворешна политика. Ако не аплаудираат, тоа значи поддржуваат. Ако поддржуваат, тогаш интересите тука доаѓаат во судир помеѓу американската политика и односно влијание. Што е тоа контрааргумент на ова ја што го зборам? Тоа баш ја засилува ова аргументација ја што ја правам. Па тоа сакам да кажам, не можам да го сватам исто како и ти што го. Па јас ќе ви кажам зашто, затоа што Заев прифаќа со нив да се гледа. Заев треба да ги прекине сите врски со меѓународната заедница. Кој ќе му дојде Хојтли да му каже, вас ќе ме прими секретарот на партијата. Нема веќе што да разговарам со вас. Кој ќе му дојде Хајндел да му каже, вас ќе ме прими секретарот на партијата. Немаме веќе за што да разговараме. Ова не верувам дека тие го остават Заев без никаков надеж на тие страни. Ама тие надежи гледаме дека се празни веќе. Па знаете како е, мислам, како да ви кажам? Доста битки не верувате ли дека ова е трпелива игра на нерви и ке меѓународната заедница? Некој ќе треба да се одигра игрански полека. Значи видите, ништо тоа не е спорно. Јас мислам дека таа политика имаше и логика до сега. Да. И мислам дека таа даде резултати значајни. Ова не, ние сме помоќта на таму кај што се врати владата на 10 мај. Во меѓувреме многу работи се случија. Значи ништо тоа не е спорно. Јас напросто мислам дека сега играта влегува во друга фаза. Со вчерашната одлука се покажа
дека никој од власта нема никакви честни намери не кон граѓаните и кон опозицијата, дури ни кон меѓународните преговарачи. Затоа просто заговорам дека сега мора ситуацијата, фазата на тамошни операции да преговори донесе презврт, апсолутно. да се дојде до На презврт. Заев му вела дека играјте мирно, пошто ние сме со тебе. А јас сум сигурен, тој нема никаков притисок. Искрен да бидам, не сакам да верувам ни во Заев. Еве ќе ви кажам, човекот го ценам, човекот направи многу работи за ова докај што сме. Видите, не сакам да верувам во систем, сакам да верувам во држава, во општество. Ако тоа се сведе на еден човек, па еве, Не на еден човек, не. Па не станува Не, збор само не, за не, Заев. Значи за сакам да ви Заев. кажам, и не ме интересира. Целата опозиција. Завршува времето кога не интересираат приватните разговори на Заев со меѓународните преговарачи. Ова што го гледаме ние на сцена е само ескалација. Нас режимот не турка во ескалација. Од другата страна на тоа не се одговара со ескалација. Се одговара со тапкање по рамо и се вика добре, продужите тој правец. Затоа ќе видите што ќе биде резултатот од абогицијата. Еве го, веќе го крчкаат решењето кој ќе значи никаква абогиција. Кој ќе не однесе уште 30, 50, 100 нови дена, у кои што Ѓорѓи Иванов ќе се мисли сега секоја поединечно, па запирката, па да ги е зборот погоден, па тоа ќе Не верувате дека во пакет ќе дојде до поништување на аболиција? Нема аболиција? намера никаква. Добро. Никаква намера. Што се случува со тоа? И сега, наместо тоа сега да се пресече, наместо тоа сега да се одиграат исправните потези за да не дојде до тоа, они пак ќе го возможат тоа. И знаете што ќе им каже после Груевски Ага Ахмети? Управо сте, ага, јави си, парламентот изгласа. Сега како што да правам? Парламентот е тоа одлука на парламентот, дека па не Заев ќе можам седи со да... Чекајте скрстени- сега, дајте сега да смислиме механизам повторно да се собере парламентот, опозиција да предложи ново решение, па ние се пимпламе веќе 2 И години. ќе го дозволи ова Заев Па не да да ќе го биде дозволи. изигран. Па, туку што изјави дека ќе го дозволи. Добро, Не, ама не изјави дека ќе мора да дозволи. признаеме и не беше така лесно. Ние сите сме свесни со каква врвушка, какви луѓе, односно не луѓе имаме И работа. мајстори на играта Јас би многу рекол ќе игра. Богдановски. Значи јас заговарам да бидам И се во ситуација или се разбира, се разбира. Ситуацијата Прашање на е- смрт или живот. е. Јас заговарам да се дигне цената на оние што нив ги поддржуваат. Значи да се соголи Груевски како комплетен диктатор. Целата структура. Така, ама видите како да ви кажам. Сега во владата оваа сега седат луѓе кои имаат најмалце 5 од нив американски пасоши. Знаете ли за тоа? Не? Како Кои се не? тие луѓе? Па проверете ви се мога има неколку државјани кои што од Америка дојдоа министри се во владата, па не ги не знаете Не, нормално. добро. А и зашто би ги Освен- знаеле се освен не тие министри, Па, мислев па дека како е мислите тоа на се други, тие на министри? оние што Па има што прават тие офшор компании, например, пише. Што прават тие американски државјани во оваа недемократска влада? Како? Што пример Пешевски го спомнавте? Значи, на нив треба да им се дигне цената. Ставревски, Пешевски, овие, сите други. Уреду, Груевски го знаеме. Како мислат они? Они мислат дека ќе седат во своите офшор компании со становите, со имотите, со сметките надвор, ние ќе гинеме. А Груевски ќе биде тој што и нив ќе ги спасува. Јас зашто заговарам дека има цела дузина мерки кои што на крајот не се однесуваат не само на Груевски. Видите, ај сега да не бидам, што се може да се прави, што се правило. Моите ви се молам, овие луѓе се, значи мора фазата во која што им се даде доволно на знаење во ВМРО дека треба да го решат проблемот со својата корумпирана криминална структура во партијата која ја зароби Македонија. Сега треба на таа структура да и се дигне цената. Од градоначалникот Уприла, Пиу Битола, до, како да ви кажем, овие што сега ги спомнуваме. На сите нив треба да им се загорчи животот со законски. Не ги споменувате судиите, сетете се само Сите дека судии беа што ставени на донеле, црна како да ви кажам, листа, да, па многу сега, години тоа претходно, опаѓа, сега веќе така, опција не е на маса, воопшто. Како така? Имате ли објаснување за После тоа? Кумановскиот инцидент, Чавков се враќа за министр. Човекот кој во секоја регуларна истрага треба да заврши у затвор за Кумановскиот. Кој го враќа? Не, јас ви кажам што е односот наши на меѓународната заедница Не, кон таков Чавков. Како да ви кажам? Добро да меѓународната како? заедница обично. Не, меѓународната заедница сега не треба да го става Груевски на црна листа. Треба да го стави список од 150 државни службеници кои мислат дека се невидливи. Суди, обвинители, секретари, советници, државни секретари, тие се за на црна листа. И тие. Не, и тие, нема потреба. Груевски нека излезе сам, нека шета низ светот, нека иде у Белизен одмор.
Нема потреба, ја кажувам да јас би гласал Груевски да не биде ставен на црна листа. Оваа цела машинерија која мисли дека се шета низ градов по кавани, овие што слават. Затоа што ме разбирате, они се уште нив тоа не ги допира. Се уште мислат дека тоа на крајот на криштото за Мијалков и за Груевски. Се преправа така. Добро. Мислам, не се во ситуација Ива, со други зборови, она што јас го заговарам е дека ние мораме да влеземе во една фаза во која што забрзано ќе се одвиваат настаните на начин да излеземе од оваа криза. Иначе ако влеземе у нови 6 месеци, на крај ќе дојде до неконтролирани ситуации. Но тоа може да значи опасно крваво сценарио. Не, јас мислам дека е тоа токму за да се спречи опасно крваво сценарио. Добро. Јас мислам дека нема да дојде до крваво сценарио, затоа што може би понекогаш заклучуваме дека еве изгубивме една година, меѓутоа за една година ние имавме присутни тука од меѓународната заедница кои веќе, како што ја знаеме состојбата ние кои живееме тука, тие дури уште подобро, веќе се добро информирани, знаат со кого имат работа и веројатно врз основ на нивната проценка ќе дојдат и тие мерки што веќе ги очекуваме спрема. А може би нови булдожер дипломати кои постојано се најавуваат, а никако да стапат на сцена. Па не знам, може би овој германецот ќе биде и булдожер, не знаеме. Не, навистина не би можел да проценам. Моите проценки се поинакви, се обидов да ги кажам. Добро, јас благодарам што бевте гости. Благодарам.